Прв и приоритетен проект би го спомнал мостот кој што треба да се изгради, пешачки мост на улица, мислам дека е Шишка, да се ги заштитиме децата. Затоа што јас секојдневно до сега кога одев на работа патував по таа улица и знам наутро по колку дечиња чекаат на пешачки, а која не е сообраќајната култура и како поминуваат. Не чувал Господ до сега не да си ги чуваме децата, да си направиме пешачки мост, да се поминуваат што е безбедно. Во делот на основното училиште Тоша Велков Пепето, че има на 3 фази реновирање и инвестиција, кровот ќе се менува на школото, надворешната фасада и санитарните јасли. Тука заедно со Министерството за образование и локалната самоуправа имаме проекти, ставено ни е тоа во програма, че ги изготвиме за учениците да имаат подобри услови, побезбедни услови за самото учење или за нивната безбедност. Во делот на шумарското школа, која што е средно училиште и е во вашата местна заедница, тука имаме проект да се изготве независно грејење, затоа што сега тоа било централно грејење заедно со сите школи и често пати му се јавува проблем и недоразбирање помеѓу 2 или 3 институции. Сакам тука да напомнам исто, во делот на улица Вардарска има комплетна атмосферска канализација и да ви спомнам во делот на оно што значи улично осветлување. Тоа и со граѓаните сега кога го зборував, му кажав дека срамота да правиме овој. Значи срамота да правиме овој, ќе ставиме сиелички, ќе ставиме улично осветлување, ќе има осветлување. Значи нема да има куќа или место каде што нема да биде осветлено. Улицата која што ви представува најголем проблем, а тоа тука до нас улица, ќе се реконструира комплетно и ќе се изгради. Со ваше сега консултирање имате доста предлози, меѓутоа ќе ги слушаме инженерите и ќе видиме што е најпаметно. Дали да биде асфалт, дали да биде коцка, односно коцка од овие павер новите елементи или да биде бетонирање. Така да ова улица е малку комплицирана затоа што е со поголем успон, има повеќе дефекти на неа, така треба да направиме еднаш, ама да направиме трајно. Да не ја правиме секои 2 години или 3 години. Односно местен комитет има предвидено изградба на детска градинка. Тоа е спроти новата болница, има локација за детска градинка, таа ќе оде со приватно јавно партнерство, така да вашите деца ќе може поблиску градинка да си ги носите и да има место за градинките. Да знаете дека Кавадаци околу 430 деца чекаат за градинка. Ја верувам дека ова местна заедница ќе ни треба 2 општинари за. Така да не е за еден. Веројатно за тоа што тоа дреска што го видовме има многу за работа. Значи има потпорен зидови за правење, на луѓето му се загрозена безбедноста во тоа што значи смогнал сили, изградил куќа, а сега веќе не е безбеден за тоа што земјиштето е клизаво и имаат проблем луѓето, не може да си направат сами потпорен зидови. Во делот што значи на она зеленило, хигиена, мораме да го дигнеме на повисоко ниво. Нема да го направиме ова како што каже еден граѓанин тука Париз, ама мал Париз може да биде. Во ова предизборна кампања посетовме многу населби, многу урбани заедници. Денеска сме тука во Глишич. Имавме еден саат време, саат и пол да го прочетаме Глишич, меѓутоа не е само тоа тој саат. Ние за Глишич цело време разговараме и коментираме преку вашите представници, преку вашиот председател, преку вашите представници за советници. Тие упорно се борат и бараат што повеќе да се вметне за Глишич, да се направат повеќе урбани средини, да се направат повеќе убави моменти, така да борливи луѓе сте ги избрале правите луѓе и за советници и да ја представуваат пред партијата. Јас сакам ова вечер, тука пред вас, со некој се познавам лично, некој ме познава како личност, да се представам, да ме запознаете подобро, да го осетите мојот ентузијазам за работа, да ве уверам во тоа што го зборуваме и мислам да го направиме заеднички, заедно со советниците и со општината. На Глишич најголемиот проблем кој што го согледуваме и го гледаме е колекторскиот систем, што од цело Кавадарци, кај што има 30.000 жители, колекторот завршува пред Глишич и за жал тоа е една катастрофа која што се случува во Глишич и за понатамошните населби као Марина и село Сопот. Во прв момент, во најприоритетен план, преку Комуналец и преку општина Кавадарци, ние во програма го зацртавме и го ставивме до изградувањето на колекторскиот систем до после Марина. Значи тоа ќе биде прв голем проект што општина Кавадарци после 15 октомври ќе го завршува.
Глишич си добие колекторски систем, нема да има мирис, нема да има тоа како до сега што незгодни моменти да те срам гостина ти дојде или некоја страна. Тоа ви го ветуваме и го завршуваме сигурно во 2-годишен период. Тука би ги спомнал повеќе проекти кои се од општинско значење, а после се навратиме и кон Глишич да ги спомниме тие така проекти кои што ги наменуваме само за Глишич. Проектот Мој општинар, кој што го спомнав и на централниот митинг, ќе го зборуваме тука и понатки ќе го зборуваме и ќе го реализираме. Тоа е еден проект кој што е за прв пат у Македонија ќе се реализира. Глишич заедно со Марина, според големината и населението, ќе се добие еден општинар на дневна основа, секој работен ден, во работно време, човек на терен. Она што денеска го гледав јас, она што го гледате вие секојдневно и што ве нервира, како, не знам, горе ги имате играчките за деца, го имате игралиштето, по патот тече вода, уличното осветлување не е у функција, некој има проблем со канализацијата, некој има проблем со хигиената, некој има проблем со комуналец. Тоа ќе биде негова работа, тој да го согледа, вие треба да го потврдите и он треба да го заврши. Значи, доста е веќе, тоа што го кажувам јас, граѓаните да одат во општина или да се молат по телефон или писма да пишат, а да не се реагира. Еден човек не може да работи 40 жители. Општината е 105 вработени, од тие 105 вработени 15 ќе си преземат одговорност и ќе си ги застапуваат јавните предпријатија, така согласно и угледно според луѓето и предпријатијата кои ќе ги имаме ние да може да бидат у функција. Во комуналец ќе уведиме двосменско работење. Комуналец е у добра позиција, има добри финансиска конструкција, има добра механизација. Со мал број на луѓе до вработување ќе има двосменско работење во делот на и хигиената, и зеленило, и она што значи механизација. Така да мислам дека Глишич си биде едно место, заедно со Кавадарци, кај што ќе има една урбана заедница, средена, во која што ќе има спокоен, мирен и добар живот. Тоа ви го гарантирам. Тука се видовме со фудбалери, Глишич има луѓе кои што се занимаваат со фудбал, меракли се да играат фудбал, ги бива да играат фудбал, меѓутоа не мали игралиште. Игралишто е у функција, мислам постои како игралиште, како терен, меѓутоа не е во функција, јас го знам каде е. Со мали средства со доуредување ќе се среде, за таа работа имаме издвоено малку ние поголеми средства. Значи у нашата програма имаме буџет предвидено од 3 милиона денари за доуредување и до оформување на игралишто. Значи населба Глишич си добија собствено игралиште за фудбал, меѓутоа тоа ќе биде и за рекреација и да може да си имате еден спорт со живот во делот на населба Глишич. Адаптација на училиштето во село Глишич во детска градинка. Ова е проект кој што една година е изработен. Просторите од постоечкото училиште ќе се адаптират во градинка, Глишич си добија своја градинка. Исто морам да кажам, луѓето се пофалија тука, вика имаме многу деца. Тоа е многу добра работа. Чим има деца, чим има градинка. Да. У делот за водата за пиење, у Глишич има останата цевка азбестна, и тоа мислам дека е ова по 27 март улицата. Има комплетно заменување на азбестните цевки со нова инсталација, така да за комуналец веќе има обезбедена средства за таа работа. После избори ќе се пуштат тендери, ќе се чека тоа да се заврши. Значи, цевката ќе се замени, горе луѓето од горната населба се пожалија дека летно време имаат послаб притисок, со тоа што имале помал цол на водоводот. Кога ќе се прави реконструкција на водоводот, ќе се замени со поголема фина цевка, така да и тој проблем ќе се реши. Во делот на канализацијата кажавме за колекторскиот систем, само че треба канализацијата да се оформи и да се вклучи во тој колекторски систем за да нема проблеми. Инаку, како жител на Кавадарци и како ваш комшија тука со фирмата и со седиштето на фирмата и фабрика за производство, сакам да ушеднаш ви се заблагодарам за присуството овде денеска, да ги разгледате нашите програми кои што ги имаме. Доколку имате забелешки во делот на програмата или забелешки на однос она што значи што треба да се направи во иднина, слободно можеме да ги уфрлиме и во програма и во понатамошниот развој на општината. Глишич исто така значи за земјоделски регион кај што сите имаат своји бавчи, лозиња. Тука ќе се грижиме максимално земјоделието да го покриеме
Имаме многу убав проект за правење на дистилерија, убав проект кој што е хроничен проблем грозето да го решиме, барем во тиквишијата. А оние што имат грозе надвор тиквишијата можат индивидуално да си го решават сите за својот ирод да се грижат и да направат тоа што треба. Јас како човек сакам да се заложам, сакам да направам тоа што значи убаво Кавадарци, убава населба Глишич, убави населби околу Кавадарци. Можеме да го направиме тоа, ние нешто посебно не може да донесеме во општина Кавадарци, али оние пари ваши кои што ги има во општината и оние пари кои што треба да стигнат, можеме домаќински, продуктивно да ги изменаџираме и да ги потрошиме таму кај што треба трајно.